Во Музеот на современата уметност во Скопје, романските ликовни уметници беа представени со еден избор на современи дела создадени во Молдавија. Ова е всушност размена на ликовното гостопримство, зашто минатата година сличен избор од македонската ликовна уметност беше изложен во Јаши и Пјатра Неамц. Творештвото на Молдавија е значи само еден дел од една поширока и целосна панорама на создавање што во Романија има мощна и богата традиција. На европската скулптура, како што е познато, Романија и го даде скулпторот Бранкуси. Сликарството на Молдавија ни нуди едно мощно успокоено разноврсие во насоките што денес се веќе интернационални. Без авангардност, без екстремности, творците од Молдавија негуваат главно лирски насочени палети, стилски одбележени со вкусот од импресионизмот преку експресионизмот до кубизмот и наваму. За сметка на тоа, светоци сме на еден богат и однегуван рафинман, на една чувствителност кон поезијата на деталот, на едно сликарство кое својата цел ја гледа во топлиот допринос што го носи скромноста и тивката конверзација. За представата Грдиот нарцис од Томе Арсовски, чија премиера неодамна беше изведена на малата сцена од Драмскиот театар во Скопје во режија на Ѓорги Трајанов, го подготвивме следниот прилог. Зошто ме бакнавте вие расипник? Зар ве бакнав? Зар не? Простете, не сакав да ве навредам, затоа не ве бакнав. Колку сте глупави вие мажите. Колку сте идиоти. Ве мразам. Ве мразам. Ве мразам! Јас сум грд, знам дека сум грд, па што ве мразам! Зошто се смеете? 36 години го барам своето лице, ништо. Ми даваат огледала, ми даваат лага. Зар смислате во две димензии, каде е тука суштината? Лилјана Георгиевска ја толкува улогата на девојка во Грдиот нарцис. Што мислите вие за иднината на малите сцени кај нас, бидејќи ова е една од ретките мали сцени во Македонија? Па мислам дека малата сцена треба да постои кај нас. Таа и докажа дека може да екзистира таква каква што е, затоа што е потребна на публиката. И покрај тоа што за самите артисти кои што се ангажираат на малата сцена, им се потребни вонредни напори надвор од големата сцена. Мите Грозданов, Грдиот нарцис. Што на артистот му овозможува или не му овозможува малата сцена? Артистот е посебен сензибилитет кој треба да се проверува на еден, на друг и на трет начин. Провирање треба кај себе да пронаоѓа и да ги развива оние чувства кои се големи на големата сцена, овде треба да ги проверува во едни други димензии. Средствата од големата сцена не се исти на малата сцена. Така да Географска смисла или воопшто во видео смисла, во психолошка смисла и така натаму, во контакт со публиката и така натаму. Така да, со еден збор сакам да кажам, моја препорака е неталентиран глумец да не се појавува на мала сцена, затоа што на мала сцена се гледа исто како крупен кадар на камера, кај нема лаж, па кој сакаш стил го работи. Дајте ми ја вашата рака. Свртете ја дланката ви вака. Нагоре. Гледате ли? Вие сте чувствителен, а својата нежност ја криете зад привидниот цинизам. Имате двојна линија на животот, а тоа значи виталност и долговечност. И вие верувате во сето тоа? Линијата на љубовта ви е толку разграната што ми треба цело едно попладне за да ја прочитам. Едно е сигурно. Ќе доживеете голема љубов.
Георги Трајанов ја режираше представата Грдиот Нарцис. Вие живеете и работите во Штип. Што за вас значи, како режисер, таа работа во едно мало место и што значи оваа работа во Скопје? Да се работи во еден театар во внатрешноста, значи да се жртвува, да се само жртвуваат некои работи, мислам, по цена на афирмација, скора и брза, и да се продолжи еден ентузијазам од каде што и се почнало всушност. Додека да се работи во еден така наречен центар, како што е Скопје, да речеме, е работа што е желба на секој млад режисер, нормално, и е работа, мислам, на една психологија што кај нас е створена во последно време, а таа не така одамна веќе се потенцира кај нас. Тоа значи, оние што работат во центарот, односно во Скопје, имаат можност побрзо да стасат до лична афирмација и до поголеми резултати отколку оние што работат во внатрешноста. Зошто можностите да се работи во Скопје и можностите да се работи во Штип не се исти. Условите под кои се работи во Штип и во Скопје се различни. И тоа е евидентно, зашто ни еден од нашите млади режисери не се зафаќа со една поцелосна работа во внатрешноста, него веднаш бара по секоја цена работа во Скопје или останува во Скопје и по цена на неработа чека своја шанса и така натаму. Мислам, тоа е прашање за една поопширна дискусија што не може да се третира во една вака блиц анкета. Благодарам. Со 20 платна што ги изложи во Центарот за култура и информации, сликарот Борислав Трајковски од Битола не потсетува на видното место што му припаѓаше при доаѓањето на генерацијата ликовни уметници што денес ја наречуваме средна. Темните контури, нагласените контрасти на бојата, мотивите од полето бавчите, трагичните човечки фигури, сето тоа не потсетува на експресионистичката клима во која се формираше Трајковски и неговата генерација. Тој и останува верен на својата палета, на мотивот и неговата слободна интерпретација на цртежот што е засилен и свесно груб. Драматичната контура останува се уште главното средство на изразување во ова сликарство. Ако актуелната ликовна клима се создава во подруги и секако понови насоки, сликарството на Трајковски сепак ја наоѓа својата публика таму каде што принципите на видливоста се уште битни за контактот. Неодамна на сцената на Македонскиот народен театар од Скопје беше изведена премиерата на Господа Глембаеви во режија на Владимир Милчин. Сценографијата и костимите се на Глигор Чемерски. Тука се ветераните на оваа представа Илија Милчин и Радко Гавриловиќ, кои игра и во првата премиера на сцената на Македонскиот народен театар на Господа Глембаеви. Другар Милчин помина речиси 20 години од првата представа на Господа Глембаеви во овој театар. Вие тогаш го толкувавте ликот на Леоне, сега сте Наци Глембај. Како гледате вие на таа промена? Мислам дека тоа е за еден актер големо задоволство да се јави во една представа по повеќе години и во друга од основните роли на пиесата. Тоа му овозможува да ги решава актерските творечки задачи од една друга димензија, од еден друг аспект. Може посоодветно да го чувствува внатрешниот шпанунг, внатрешната напнатост на дејството и да оцени што и каде едната или другата реализација не досегнале или пак ја постигнале до крај концепцијата и режисерска и актерска и ја оствариле авторовата порака. Радко Гавриловиќ пред 20 години
имено пред 19 години, првата премиера се одржа 55 година, го толкуваше ликот на Зилбербранд, а сега ликот на стариот Фабрици. Што се изменило? Дали само годините или може би вашиот пристап кон овие две улоги, кон оваа представа целосна? Па, пред 20 години, одnosno 19 години стварно го играв Зилбербранд, но тога бев млад, а денеска сум веќе малку години. Тогаш го играв Зилбербранд, како да кажем, како што рече Милчин, онака како што сите го поставувале. Во тој ток, салонски, отмено, фино, убаво да зборува. Нормално во тој лик мора да се има и малку оно негово подло, а кое не е многу потенцирано, како што рецимо денеска би се покажало тоа. Во оваа представа има и неколку помлади артисти и може би било интересно да ни кажете како во едно такво класично дело се уклопува соработката меѓу едни постари артисти, може би со постари сваќања за глумата. Знаете како е, ми постарите секој пат гледаме малку така се од еден аспект како постари луѓе, како постари артисти на тие младите. Сепак малку со една, како да кажем, глупо е да речем недоверба, али од почетокот тоа. А после кога ќе видиме дека тоа врви, онда нормално се уклопуваме со нив и се трудиме да им помогнеме, што може повеќе, нормално колку не послушаат, колку веруваат во тоа што ќе го кажеме. Во Господа Глембаеви Ристо Шишков го толкува ликот на Леоне. Во оваа представа играте заедно со Илија Милчин, во еден постојан конфликт сте со тој лик, со ликот на Игнаци. Знаеме дека Илија Милчин го играше во првата представа ликот на Леоне. Како се чувствувате вие во тој однос, генерацијски однос чисто? Генерацијски не можеш да има проблем, затоа што ликот на Леоне Глембај е доста јасно концепиран, мислам, со јасни материјални показатели, со индикации. Мене присуството на Илија Милчин само ми помогна да го доосмислам оно што Крлежа го има назначено. Затоа што нашата работа е на некој начин колективна работа. И самото физичко присуство на минатиот Леоне Глембај, тоа значи на Илија Милчин, мене само ми помогна. И јас на некој начин покушав вака да го решавам Леоне Глембај. Мене ми се чини дека проблемот на Леоне Глембај е многу присутен и денес. Затоа и најме и поставена сигурно драмата. Тој е вечен, тоа е исконска тема. А покушав проблемот на она манија што го гони Леонета да лута низ светот, всушност е оно негово бегање, всушност е враќање или припрема за враќање кон стариот, за еден конечен судир, за едно конечно разрешавање на работите. Владимир Милчин ја режираше представата Господа Глембаеви. По представата критиката се изрази од една страна позитивно, од друга страна со известни резерви. Каде е недоразбирањето? Знаеш, јас мислам дека јас барем појдов по тој пат. Јас не можев да го режирам мојот однос према Крлежа. Не можев да режирам своето почитување спрема едно големо име, како што е Крлежа. Јас го режирав она што во мене текстот го предизвика, она каде што ние се најдовме. И во оние разговори пред премиера, кои обично се прават по нашиве весници, од другите средства на информации, и реков дека се плашам од едно недоразбирање. Мислев дека тоа недоразбирање главно може да дојде од тоа што јас не го режирав својот однос према Крлежа, имено дека сметав дека е многу поважно да се пронајде она што е живо кај Крлежа, одошто она што е големо кај Крлежа, а мислам дека тоа големо кај Крлежа не по негова вина е помалку и умртвено, малку е под наркоза. Така да мислам дека представата можеби удира на известни, провоцира известни чувства кои не се чувства кои произлегуваат од текстот, кои произлегуваат од односот спрема текстот, од сето она што е околу текстот. Јас за тоа не сакав да водам сметка. Не сакав да водам. Што е ново во постановката што евентуално предизвикало? Ако има нешто ново,
мислам дека се работи за еден пожесток однос према ликовите. Да речеме, мислам дека тука на некој начин имаше судири со артистите. Новото е во однос на тоа дека спрема ликовите не се покажува никакво почитување. Дека за мене Глембаеви не се никаква културна средина, никаков круг кој заслужува било каков респект. Тие се она што и Крлежа го вели, тоа се разбойници и убици, криминалци. Тоа се луѓе кои немаат вкус, кои се малограѓани, кои се скороевичи. Според тој мислам дека тоа не е никаков круг на кој треба да му се дава нота на сериозност која тие не ја имаат. Нивната единствена сериозност е инстинктот за злостор и криминал. И на крајот мислам дека известна корекција после тие критики, зашто сметам дека критиките во голема мера ја осудија повеќе од што да ја дооценат представата. Мислам дека премногу ја сравнуваа со она што го знаат за Крлежа, со она што го виделе. Мислам дека една жива корекција е одгласот на публиката. Мене лично тоа ми е некаква сатисфакција што публиката реагира на представата како на жива провокација, онака како што јас го чувствував текстот. Ја полни салата. Да. Благодарам. За двете премиерни представи Господа Глембаеви од Мирослав Крлежа, изведена на сцената на Македонскиот народен театар од Скопје, и Грдиот нарцис од Томе Арсовски, изведена на малата сцена во Драмскиот театар од Скопје, зборува критичарот Благоја Иванов. Две премиерни изvedби во поминативе денови го сврте вниманието на театарските гледачи од Скопје, инаку две мощни различни изvedби по стил. Првата беше изведбата на Господа Глембаеви од Мирослав Крлежа, а втората Грдиот нарцис од Томе Арсовски. Македонскиот народен театар, придружувајќи се кон прославата на 80 годишнината на Мирослав Крлежа, додуша со известно задоцнување, ја постои на својата сцена по втор пат несомнено најпознатата драма на овој наш истакнат писател, драма која по своите мотиви се варира во неговата литература во различни жанрови. Инаку драмата Господа Глембаеви несомнено денеска повеќе е интересна од историски аспект, што не е случај, например, со Аретеј, кој содржи многу поуниверзални и потребни вредности во мисловна смисла. Меѓутоа, тоа е дело кое и денеска може да возбуди со својата елоквентност да понесе со кружното ширење на основниот мотив. Режијата на Владимир Милчин при тоа се обидела да пронајде некои нови нагласоци во ова дело на Крлежа. Да го отвори од кругот на семејна драма во сознание за една социјална средина. Можеби представата не е стилски до крај изедначена, ниту до крај се совладени сите проблеми што се однесуваат на незината динамика. Меѓутоа останува крајниот впечаток дека ова представување на Крлежа на нашата сцена ќе го привлече вниманието на љубителите на театарската уметност. При тоа да го истакнеме и придонесот на артистичката екипа, која со мощно значено ангажирање ги толкуваше ликовите од оваа драма. Малата сцена на Драмскиот театар од Скопје по известна пауза продолжи со својата забележителна работа. Овој пат со изведбата на Грдиот нарцис од познатиот современ македонски автор Томе Арсовски. Делово веќе е познато на широката телевизиска публика преку една телевизиска интерпретација од пред неколку години. Овој пат се пронашле мотиви таа да биде прикажана и на сцена во режија на младиот режисер Ѓорѓи Трајанов. Немајќи ги пред себе можностите што телевизијата ги дава, од друга страна не можејќи до крај да ги совлада проблемите на сценска адаптација на оваа дело, режијата во случајов создала представа која не остава некој посебен впечаток. Се чини недостасува здив до крај да се уравнотежат неколкуте разновидни елементи што ова дело ги носи. Реалистичноста со поетичноста, поетичноста со некои надреалистички навави. Па така, со докрај недовршена работа, оваа изведба во одредени мигови ќе не остави малку заинтересирани и за делото, и за толкувањето. По самото напуштање на постдипломските студии, Данка Петровска изложува пред скопската публика мощне сериозен број слики и цртежи. Уште едно име се придружува на генерацијата млади уметници што на самиот свој прв чекор донесуваат во македонската уметност сликарски вредности кои не само што не оставаат рамнодушни, туку на места постигнуваат мощен точен погодок. Сликарството на Данка Петровска секако не е созреано во целина, но тоа сигурно ни донесува добар број одлични и сосем издиференцирани платна.
Вредноста на овие платна е пред се што од мотиви што на прв поглед се мощно излитани и употребени, создава чудни и ирационални преобразби. Годинашниот четврти поред Белградски фест заврши. Оваа манифестација има свое упадливо значење за синастичкиот живот кај нас во Југославија. Меѓутоа, веќе втора година поред имаме можност во Скопје да видиме една така наречена мини реприза на Белградскиот фест. Другарке Петрушевска, Домот на младината минатата година беше иницијатор за репризата на Белградскиот фест овде кај нас. Какви беа ефектите оваа година? Точно е тоа дека минатата година по прв пат се ангажиравме да донесеме извесен дел од филмовите од минатогодишниот фест, со тоа што би додала дека иницијатори за таа манифестација, за минатогодишната манифестација, беа Движењето на филмската младина на Скопје, Домот на младите како нова институција и градските кино од Скопје. Меѓутоа годинава направивме напори оваа акција да се прошири, така да и ефектот беше и поголем. Вам ви е познато дека ова годинава во кинодвораните во Скопје, мислам на култура, на кинокултура, Домот на младите 25 мај и Домот на културата на градежните работници, видовме 21 филм од годинешниот фест. Меѓутоа, сметам дека ова манифестација би требало да прерасне во градска манифестација. Другар Петровски, вие го видовте и Белградскиот фест, сите филмски остварувања што беа прикажани таму, па можеби можете направите некаква паралела меѓу оваа реприза тука во Скопје и тој Белградски фест, мислам целата манифестација. Фест замисли како фестивал на фестивалите, мислам со самиот тој факт, мислам, кон него се свртени вниманијата на целата југославенска филмска публика. Од таа страна фест за себе врзува и голем број на гледачи, што не е случај со другите приредби од ваков вид. Затоа филм прикажан на фест, веќе со самиот факт, тој значи и успех кај киноприкажувачите. Напорот да тој фест стигне, мислам, и до поширокиот круг на југословенската публика, во Белград е веќе тој успех постигнат. Така да оваа година, за самото време прикажување на фестовските филмови, белградската публика го виде неде во околу 100.000 гледачи. Скопје како град кој веќе има створена една синеастичка традиција, мислам дека заслужува да тој фест го види во еден поширок обем. Секако дека, мислам, таквите настојувања се пројавени од страна на Домот на младината 25 мај, на киноприкажувачите, меѓутоа засега се уште нема поголем успех. Ваквата акција би требало да биде пред се градска, да се создаде и некој вид, можеби некој одбор, кој би водил грижа за што зборуваше, нели? Да, Илинка, да создаде уствари услови да тие филмови дојдат во Скопје. Другар Чурчиев, ова мини реприза на Белградскиот фест во Скопје внесе известно раздвижување кај нашата филмска публика. Значи ли тоа дека станува збор за добра публика кога имаме добри филмови или е во прашање рекламата? Па видите, белградската публика не е исклучиво привилегирана да гледа добри филмови во текот на годината. Таа привилегија веќе втора година поред ја имаат и скопските киногледачи со репризата на Белградскиот фест. Мислам дека покрај квалитетниот филм кој што се донесува на овој фестивал, на фестивалите како многумина го нарекуваат, тука доста голема улога игра и пропагандата, која што е тесно врзана со целокупната таа организација околу филмот, пласирање на филмот меѓу гледачите и така натаму. Мислам дека таа лозинка
добриот филм да се приближи што повеќе кон гледачот, кон најширокиот круг на љубителот на филмската уметност и годинава се повтори и се потврди. Коле, би ве замолил да ни кажете нешто повеќе за артистичките остварувања на овогодишен фест белградски. Па, иако времето на филмските артистички звезди веќе одамна е поминато, во добрите филмови кои се прикажувани на фест се издвојуваат огромен број на изванредни артистички остварувања и на нови артистички имиња. По мене најзабележителни улоги остварија Ив Монтан во Обсадна состојба, Дајана Рос во Дамата пее блуз, Хариет Андерсон, Ингрид Тулин, Лив Фулман во Крикови шепотења на Бергман, Джин Хекман и Ал Пачино во Страшило, Сара Мајлс Заблуда, Джан Карло Джанини Убиец на столетието, Гленда Джексон во филмот Љубовник од голем стил и Пол Њумен во Судија за бесење.